Добре дојдовте на новото предавање од YouTube каналот Германски јазик онлайн. На ова предавање ќе ги учиме броевите во германскиот јазик, типовите на броеви, како и нивната употреба во реченици и во нормален говор. Во германскиот јазик, како и во македонскиот, постојат неколку типови на броеви. И тоа: Grundzahlen или Kardinalzahlen, елементарни броеви; Ordinalzahlen, редни броеви; Bruchzahlen или дропки; и Decimalzahlen, децимални броеви. Тие се некои од основните типови. Пишувањето на броевите е исто како во македонскиот јазик, но нивниот изговор е малку поразличен. Пример: бројот 25 се пишува 25, значи 25. Обратно се чита од како што се пишува, значи 5 и 20. Сепак, за секој тип на броеви постојат по неколку правила со кои нивното учење станува многу лесно. Ке започнеме со ред. Grundzahlen, елементарни броеви: 1, 2, 3 и така натаму. Правила за пишување и изговор. Grundzahlen. Целиот број се пишува со споени букви. Двоцифрените броеви се пишуваат нормално, но се читаат или изговараат обратно. Пример: 25, 25, 5 и 20 на германски јазик. Или 28 се чита 28, 8 и 20. Постојат некои универзални правила за броевите. Пример: наставката за броевите од 13 до 19 е наставката цен, а наставката за броевите од 20 до 90 е цих. Пример: 19 на германски е 19. 9 е бројот 9, цен е бројот 10. Значи 19, 19. Или во случајов со бројот 90, 90, наставката цих. 9 е 9 и наставката цих. 90. Сепак постојат некои исклучоци за правилата на броевите. Пример: броевите 16, 17, 60 и 70 се пишуваат со нецелосно име на 6 и 7. Пример: 16, 17, 60 или 70. Пример: бројот 7 е 7 и не се пишува зибенцен, туку се пишува зипцен. Ке видиме некои правила и примери понатаму. Слично се среќава кај бројот 30, кој се пишува со драјцих, се пишува со есцет буквата, и кога се зборува за големи броеви, броевите се кажуваат со ред, но последните две бројки обратно. Пример: кај бројот 1989 се чита 1900, значи 19 стотини, 89, значи 9 и 80. Изгледа малце сложено, но кога ќе извежбаме примери, ќе видите дека не е. Сега да прочитаме некои од броевите, кои спаѓаат во Grundzahlen. 0,
1, 2, 3, 4, 5, se pišuva so u umlaut, 6, 7, 8, 9, EU, како што кажавме во претходните видеа, се чита OI, според тоа бројот 9 е 9. 10, 11, 12, 13, значи бројот 13 ја добива наставката цен, што уствари е бројот 10, и префиксот драј, што уствари е бројот 3. Значи 13 драјцен. 14, исто така, 4 е бројот 4, цен е бројот 10. 15, 16, 17, 18 и 19. Понатаму, броевите имаат поинаква наставка, а не цен. 20, 21, како што кажавме во правилата, бројот 21 и другите двоцифрени броеви се пишат нормално, а се изговараат обратно. Значи, 21 се чита на германски 1 и 20 или 1 und 20. 1 е 1, und во превод значи и, 20 е 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, значи 28 се чита 8 и 20. 29 и 30, исто како во случајот на бројот 13 и бројот 30, се пишува со SZ буква, а не со С или со З. 40, 50, 60, 70. Грешка кај почетниците е често што броите 60 и 70 не ги читаат со скратен број. Пример, не се чита зибенцих, туку се чита зипцих. 80, 90 и завршуваме со наставката цих. Имаме 100 или 100, што е бројот 100. Пример, 102, 102. Или, може исто да се каже, 102. 100 се добива од зборовите 100, што значи 100 и цен 10. 135. Значи 100
5 и 30. Продолжуваме со другите броеви. 200 е 200. Многу слично како бројот 102. 102 е 102, а 200 е 200. Dreihundert, 400, 500. Значи, бројот 5 и бројот 100. 600, 700, 800, 900. Бројот 1000 се вика 1000 или 1000. 2000, 10.000. Зборот се состои од 10, што значи 10, и 1000, 1000. 10.000. 100.000 од 100 и од 1000. Eine Million. 1 милион. Eine Milliarde. И eine Billion. Zum Beispiel, да видиме неколку примери во кои се употребуваат броевите што до сега ги учевме. Sieben und 60. 82. 1101. Овие броеви може да се читаат на два начини, и тоа, пример, 1994. Значи 1994 или 1994 како 1994. 2017. 110. 131. 131. 73. 12. Пример за големите броеви. 35.752. Значи, првите броеви ги читаме со ред, а последните двоцифрени ги читаме обратно. 88.000 и 2 милионен. Да видиме неколку реченици во кои се употребуваат Grundzahlen. Пример, јас сум 31 година стар. Ich bin 31 Jahre alt. Мојот телефонски број е 075 123 654. Meine Handynummer ist 075 123 654. Übung, да направиме мала вежба во која вие ќе ги пополнувате броевите. Помош за првиот број 15,
или 15. Или 50. 55. 55. 102. 102. 200. 200. 8 или 8 и последният брой 91. 91. Продолжуваме со вториот тип на броеви во германскиот јазик, ординалцален или редни броеви. Пример, прв, втор, трет и така натаму. За што се користат ординалцален? Најчесто се користат за календарски или роденденски датуми, за редослед и слично. Правила на формирање. Ординалцален можат да се формираат на 3 начини, зависност од тоа кој број. Пример, прв начин, Grundzahlen плюс наставката T. Ова правило важи за броевите 2 и 4 до 19. Втор тип се Grundzahlen плюс наставката ST за броевите 2 до милион и понатаму. И третиот тип се ирегуларни редни броеви или поинакви од нормалните. Тука спаѓаат само броевите 1 и 3. Пример, во табелата тип на реден број е реден број на македонски јазик и ординалцал на германски јазик. Од првиот тип, 9, бројот 9 е во првата група, 9. Значи на 9, бројот 9, што е Grundzahlen, спаѓа во Grundzahlen и наставката T, 9 или 9. Вториот тип, Grundzahlen плюс T, пример, 28, 28. Значи 8 и 20. Се читаат исто обратно од како што се пишуваат. И ирегуларни редни броеви, прв и трет, се ерсте и дрите. Значи бројот 3, пример, како Grundzahlen е драј, но како ординалцал е дрите. Да прочитаме некои примери за полесно сваќање. Ерсте, прв. Zweite, втор. Dritte, трет. Vierte, четврт. Fünfte, петти. Sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Значи тука имаме нова наставка. 21. 22. 23. 24.
25. Од овие броеви можеме да заприметиме дека број 2 и 4 до 19 имаат наставка Т, а од 20 понатаму наставки с Т. Броевите 1 и 3 се ирегуларни или исклучок од правилата. Да кажем уште некои примери. 26, 27, 28, 29, 30. Во овој број се користи есцет, како претходно што кажавме. 31, 32, 33 и така натаму. Со истата наставка. Vierzigste, 50, 60, 70. Исто тука, во бројот 70 не се чита 70, туку 70. 80, 90, 100. Значи, и во останатите броеви остануваат истите наставки, сте, бројот 101, 100, ерцте. Значи, 101. И така натаму. 200, 200, 300, 400. Значи имаме 4, 100 и наставката сте. 400. 500, 500. 600. И слично. Кога сме кај 1000, 1000 ја има истата наставка, како што кажавме, 2000 и така натаму. Имаме 10,000, 100,000, милионсте и до крај. Еве еден пример. Јас сум прв. Ich bin die Erste. Јас сум втор. Ich bin der Zweite. И јас сум трет. Ich bin das Dritte. Zum Beispiel Welches Datum ist heute? Кој датум е денес? Heute ist der 7. Juli. Денес е 7 јули. Wann hast du dein Geburtstag? Кога ти е роден ден или кога имаш роден ден? Ich habe am 29.5. Geburtstag. Јас имам на 29.5. роден ден. Наставките ординал цален кои се користат за роденденски датуми се малку поразлични од оние кои досега ги користевме, но тоа ќе го учиме во некое од наредните видеа. Да направиме мала вежба. Пополнете ги ординал цален кои недостасуваат на сликата. Прв, втор, трет, пети, седми. Siebte, fünfte, dritte, zweite и erste. Третиот тип на броеви во германскиот јазик кои ќе ги учиме денеска се Bruchzahlen или во превод дропки. Пример, половина, третина, 2/3 и слично.
Како се формираат брухцален? Се формираат со грунтцален плюс наставката тел. Исклучок е за халп или половина во превод. Пример на македонски јазик во горната табела 1/4, на германски јазик е ein Viertel, значи 1 ein 4 бројот четвртина, бројот 4 и тел наставката. Ein Viertel. Или, втор пример, 1/5, ein Fünftel. Во сите случаи се користи наставката тел. За разлика од македонскиот јазик, каде што се вели пример 1 и 1/2, во германскиот јазик го нема и или und. Пример ein halb. 1 и 1/2. Но не се пишува ein und ein halb, туку само ein halb. Пример, бројот 1 и 1/4 во превод е ein Viertel. 1, 1, 4 наставка тел. Брухцален се пишуваат секогаш со голема буква, како во случаевите, и целиот број се пишува со споени букви или зборови. Пример, ein Viertel се пишува се заедно. Да видиме некои примери. Ein halb, 1/2. Ein Drittel, 1/3. Ein Viertel, 1/4. Ein Fünftel, 1/5. Zwei Drittel, 2/3. Drei Viertel, 3/4. Ein Viertel, 1 и 1/4. Ein halb, 1 и 1/2. Zum Beispiel ein Achtel der Schokolade. 1/8 чоколадо. Es ist Viertel nach 3. Часот е четвртина после 3. Односно 3:15. За читањето на сатот ќе учиме во некој од наредните видеа. Ein halb Liter Wasser. Половина литар вода. И последната реченица ein halb Liter Bier. Литар и половина пиво. Последниот тип на броеви кои ќе ги учиме денеска се децималцален или децимални броеви 0,1 или 0.1 и слично. Како се формираат и зашто се користат децималцален? Се пишуваат со точка или запирка. Во превод точка е der Punkt, во превод запирка е das Komma. Најчесто се користат во математиката или при бројање на пари. Кома и пункт, зборовите, се пишуваат со голема буква, бидејќи се именки. А именките во германскиот јазик се пишуваат секогаш со голема буква. Да видиме некој пример. 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 2.1, 2.1. Или слично, кога зборуваме со запирка, 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, 2,1, 2,1. Значи многу слично како во македонскиот јазик. 1,11. Може да се чита на два начини. 1,11, значи 1,11 или 1,11.
во превод 1,11. И уште еден пример, 4,46. 4,46. Zum Beispiel 0,30, 0,30, 0,67, 0,67, 0,10, 0,10, 1,10, 1,10, 1,56. Не заборавајте дека 56 се чита обратно. 6 и 50. 5.5. 5.5. 1,82. 1,82. 9.2. 9.2. И последниот пример 0.22, 0.22. Übung. Ќе направиме вежба за сите типови на броеви. Мала помош, 7. Обидете се да ги напишете останатите броеви. Сипте, 7. Драй, 4, 3,4. Ein Elftel, 1/11. 65. Дали ги погодивте останатите броеви? 5. Drite и трети. Трет. 111. 111. 9. 9. 200. 230. 232. И последниот број 3 и 4 петтини. Drei, 4, 5. Се надеваме дека со ова видео ви помогнавме во изучувањето на германските броеви. Не заборавајте да ни дадете поддршка со лајк и субскрајб. Данке!